Почитувани гледачи, добар ден. Во вестите на Сител ќе гледате. Дисонантните и неусогласени ставови на преговарачите од СДСМ и одбивањето да преземат одговорноста за насилството во и надвор од собранието се причина за фијаското на комисијата за настаните од 24 декември, велат извори од комисијата. Лидерот на СДСМ Зоран Заев целокупната одговорност ја префрла на ВМРО ДПМН и премиерот Груевски. Шлаканица од Скопје. Секој пораз од Скопје, па дури и пријателски, исполнува со тага. Грците потиштени од новиот пораз од кошаркарите на Македонија. 8 компании од автомобилската, како и компании од другата индустрија, заинтересирани за влез во индустријските зони, најавува директорот на зоните Виктор Мизо. Дали здравствената книжка се уште ви треба со воведувањето на електронската здравствена картичка? Ќе има ли ново намалување на лековите? Староновиот директор на Фондот за здравство, Маја Парнарджиева Змејкова, гостин во вестите на Сител. Пентагон е подготвен. Се чека на одлука на председателот Обама за војна интервенција во Сирија по информациите за употреба на хемиско оружје во граѓанската војна. Дисонантните и неусогласени ставови на преговарачите од СДСМ и одбивањето да преземат одговорност за насилството во и надвор од собранието се причина за фијаското на комисијата за настаните од 24 декември, велат извори од комисијата. Лидерот на СДСМ Зоран Заев пак целокупната одговорност ја префрла на ВМРО ДПМН и премиерот Груевски. Отстранувањето на новинарите од Собраниската галерија беше каменот на кој што се сопна комисијата. Лидерот на СДСМ тврди дека експертското тело за 24 декември го усогласило целиот извештај освен делот за новинарите. ВМРО ДПМН прифати формулација за уставни прекршувања при употреба на сила и отстранување на пратениците од Собраниската сала. За жал, премиерот Груевски и ВМРО ДПМН не успеа да го направат последниот чекор. Не беа подготвени да констатираат противуставност при отстранувањето на новинарите од Собраниската сала на критичниот ден. Сепак извори на Сител од комисијата брифираат дека Заев не ја говори вистината. Според нив информациите дека ВМРО ДПМН е прифатила уставна одговорност околу исфрлањето на пратениците од Собраниската сала се апсолутно неточни. Извори од СДСМ за Сител потврдуваат дека информациите кои преку блиските медиуми ги лиферува опозицијата се само обид да се смири пратеничката група која настојувала ваквата формулација да се вметне во извештајот. Истите извори велат дека на тој начин пратениците на СДСМ сакале да обезбедат алиби за однесувањето на 24 декември, кога го нападнаа собранискиот председател, го демолираа собранискиот инвентар и со пцовки, навреди и закани го истураа без одврз своите колеги и собраниското обезбедување. Нашите извори во комисијата говорат дека ниту експертите на СДСМ и Шекеринска немале усогласени ставови во експертското тело, а за потврда упатуваат кај странскиот представник кој вчера не сакаше ниту да ги потврди, ниту демантира овие информации. По 4 дена од рестартирањето на работата на комисијата утрово околу 1 часот председателот Давидковски за прв пат рече дека не е оптимист дека ќе се заврши работата. Покрај многу напори што вложивме, остана уште неколку прашања отворени. Сега прв пат можам да речем не сум веќе оптимиста дека работава ќе ја завршиме. Фијаското на комисијата за 24 декември воопшто не е изненадување. Експертите уште одамна предупредија дека опозицијата ќе ја блокира нејзината работа. Македонските кошаркари водат против репрезентацијата на Германија на турнирот во Улм со 68-56, а во Грција пак не можат да се помират со поразот. Шлаканица од Скопје. Секој пораз од Скопје, па дури и пријателски, исполнува со тага. Ова се само дел од реакциите во грчките медиуми и во јавноста по новиот пораз на нивната кошаркарска репрезентација од, како што не нарекуваат, воинствените скопјани. Националниот тим е поразен од Скопје во првиот пријателски надпревар пред европскиот шампионат во кошарка кој ќе се одржи во Словенија. Пишуваат денеска сите грчки медиуми анализирајќи го синокешниот надпревар. Весникот Танеа пишува дека поразите во пријателските надпревари вообичаено повеќе се вреднуваат и се покорисни од победите. Нашиот национален тим го доби првиот жолт картон од македонската репрезентација и тоа треба да ни служи како водич за нашата репрезентација, коментира весникот. Под наслов Мекелеп ни го донесе првиот пораз. Газета ГР истакнува дека Бо Мекелеп со 25 поени и создаде страшни проблеми на одбраната на синобелите.
Шлаканица од Скопје и пораз од 77 според 75, пишува порталот Онспорт. Според Елефтеротипија, Антич му направил голема штета на грчкиот национален тим. По 5 последователни победи, кошаркарската репрезентација беше принудена од страна на Перо Антич да ја почувствува и другата страна на приказната, пишува весникот. Грците признаваат дека секој пораз од Скопје, па макар и пријателски, ги исполнува со тага. Антич не утепа, со среќа на турнирот, дечки, искоментира еден навивач на грчката репрезентација. Од Атина, Јасмина Тасевска. Would you like to maybe invade the street between Macedonians? It would be too ambitious to say that. Спорот за името со Грција, можниот распад на Европската Унија, демократскиот дефицит на Брисел и иднината на Балканот. Интервју со поранешниот чешки председател и премиер, евроскептикот Вацлав Клаус. Во дневникот во 19 часот, 8 компании од автомобилската, како и бројни компании од другата индустрија заинтересирани се за влез во индустријските зони, најавува директорот на зоните Виктор Мизо. Според него, добро е што компаниите се заинтересирани да вложуваат во сите градови низ државава. Новата индустријска зона во Штип веќе е примамлива за странски инвестиции. Индустријските зони магнет за светската автомобилска индустрија. Директорот на Тирис Мизо вели дека постоечките компании го прошируваат производството, а нови 8 веќе резервирале парцела за изградба на погон. Со отварањето на втората фабрика на Джонсон Контролс во Штип се потврдува поволната бизнис клима, која и покрај кризата е примамлива за големите индустријски имиња. Компании од Турција, од Соединените американски држави, од Германија и некои регионални компании веќе имаат донесено интерни потврди за Македонија како нивна следна инвестициска дестинација. Во следните месеци пол до 2 сите тие компании планираат да ги објават своите инвестициони циклуси и одлуки, што значи дека до крајот на оваа година би требало да се започне со градба на нивните објекти. Според Мизо, добро е што компаниите се заинтересирани за вложување во сите градови низ државата. На вчерашното отворање на зоната во Штип, премиерот Груевски пак истакна дека се развива патната и енергетската инфраструктура со цел да се зголеми атрактивноста на парцелите. Се работи за еден проект кој што ги менува перспективите и на Штип и на целиот регион, на сите околни општини, затоа што фабриките што тука ќе се градат ќе привлекуваат вработени и од градот Штип и општината Штип, но и од околните општини. Веднаш до погонот на Джонсон Контролс, премиерот најави изградба на нова фабрика за производство на градежни материјали која ќе се простира на површина од 6000 метри квадратни. До каде е проектот електронска здравствена картичка? Дали здравствената книжка повеќе нема да ни треба? Ќе има ли ново намалување на лековите? Ова се само дел од темите за кои Александар Динев ќе разговара со новиот директор на Фондот за здравствено осигурување Маја Парнарџиева Змејкова. Динев, чинам дека ова прво појавување на господјата Парнарџиева Змејкова по нејзиното назначување за директор на фондот од страна на владата минатата недела. После 9 месеци Маја Парнарџиева Змејкова повторно е на чело на челната позиција на Фондот за здравствено осигурување. Веќе една недела ја извршува функцијата директор и ова е нејзино прво појавување. Господјо Парнарџиева Змејкова, кои се проектите на кои во моментот сте фокусирани во Фондот за здравствено осигурување? Во Фондот за здравствено осигурување овој период работиме значително со фокус на лековите. Имено продолжува онаа годишна ревизија на цените на лековите кои што се на позитивната листа. И исто така го најавувам дека наскоро ќе бидат информирани производителите и добавувачите за новите предлог референтни цени на лековите и дополнително во сегментот на лековите, она што на граѓаните им е битно, постепено намалување на ограничувањата што ги имаат аптеките преку така наречените квоти или побрзо ревидирање на квотите. Во сегментот на осигураниците исто така сме фокусирани со цел да се зголеми нивното задоволство од услугите што ги пружа Фондот за здравство, меѓутоа и од здравствените услуги или нивните права во здравствените установи. И на крај она што исто така ни е битно се здравствените работници. Со нив ќе работиме на зголемување на нивното задоволство од фондот, намалување на администрацијата што имаат тие со фондот и подобрување на нивниот дигнитет.
Кога сме веќе кај лековите, кога граѓаните може да очекуваат повторно поевтини лекови во аптеките? Четвртата ревизија на цените на лековите на позитивната листа, која што започна 2010 година, четвртата се случи вчера вечер, ја доставивме до управниот одбор на Фондот за здравство и се очекува после таа транспарентна постапка која што ја имаме за рок за приговори, рок за преговори и финално доставување на управниот одбор на новите цени на лекови, дури тогаш за отприлика месец дена ќе ја информираме јавност од кога ќе стапат во сила новите ревидирани цени на товар на фондот. Еден од најкрупните проекти кои го започнате во вашиот претходен мандат беше електронската здравствена картичка. До каде овој проект и кога сите граѓани на Република Македонија треба да имаат електронска здравствена картичка? Јас би кажала дека веќе 650.000 граѓани имаат електронски здравствени картички. Околу 350.000 картички се во процес на дистрибуирање од страна на Фондот за здравствено осигурување, а некои од нив се поделени преку матичните лекари за полесно и побрзо пензионерите и неосигурените, односно невработените да ги добијат истите. Оние на кои што им се дадени картичките, веќе за нив фондот не печати сини картони и очекуваме во текот на следната година, до средина на следната година, сите осигуреници, ние имаме 1.800.000 осигуреници во Република Македонија, да имаат електронски здравствени картички. Што ќе биде тогаш со старите здравствени книжки? Дали тогаш ќе мора пациентите, односно како што ги нарекувате вие осигурениците, со себе кога ќе одат на лекар да носат задолжително и здравствена книжка или нема потреба повеќе за тоа? Во моментот електронската здравствена картичка служи како замена на сините картони, но наскоро Фондот за здравствено осигурување ќе информира јавноста под кои услови следната година здравствените книжки Фондот за здравствено осигурување ќе ги укине. Така, работите паралелно и на доста електронски проекти во Фондот за здравство, значи дали тоа ќе значи дека нема потреба фирмите и осигурениците да се малтретираат до шалтерите или можат по електронски пат да си ги завршат работите? Точно, имавме 2,5 години работа заедно со информатичките фирми со цел подготвување на Фондот за здравствено осигурување за електронска комуникација со фирмите. Така фирмите веќе нема потреба да доаѓаат во фондот за да вршат пријавување и одјавување на своите вработени. Затоа и дополнително ќе бидат известени, бидејќи нема потреба и од печати во здравствените книжки. Исто така матичните лекари ќе можат електронски да ги пријавуваат своите нови осигуреници кои што се запишуваат кај нив и нема потреба да ги носат хартиите во Фондот за здравствено осигурување, а нашите осигуреници ќе можат исто така да вршат избор на матичен лекар без да доаѓа или промена на матичен без да доаѓаат во Фондот за здравствено осигурување. Уште една новина за матичните лекари која што ќе се случи на 1 јануари 2014 година, а тоа е електронско потпишување на договорите што ги имаме ние не само со матичните, со сите здравствени установи, тоа се околу 4.000 договори, 350.000 страници кои што нема да им бидат потребни да бидат испечатирани, едноставно електронски ќе бидат потпишани меѓу фондот и сите јавни и приватни здравствени установи. Дали ќе продолжите праксата проблемите на осигурениците да ги осознавате директно со директни средби од Сдруженијата на пациенти, бидејќи успеавте да воспоставите добра соработка речиси со сите здруженија? Дефинитивно да. Сдруженијата на пациенти се наши и мои лични партнери. Требаше време за да ја стекнеме взаемно довербата, меѓутоа веќе ја имаме и нашата соработка само ќе ја продолбочуваме. Ви благодарам за гостувањето во живо во овие вести и ви посакувам успех во сите споменати проекти. Студио. Александар, ти благодарам тебе и на господја Парнарджиева Змејкова за ова учество во вестите на Сител телевизија. Од демократската обнова на Македонија реагираат на смрдливиот и задушлив чад кој ова лето ги загадува населбите во општините Газибаба и Аеродром. Од Зелената партија бараат да се стави крај на индустриското загадување во Скопје, бидејќи Македонија има на располагање средства од европските фондови кои се наменети за јакнење на институционалните капацитети во животната средина. Смрдејата и задушливиот чад во раните утрински часови ги мачат Скопјани и ова лето. Сиви облаци, гасови и прав речиси секојдневно ги покриваат населбите во општините Газибаба и Аеродром. Се уште не е утврдено од каде точно се шири смрдејата, но се претпоставува дека чадот потекнува од депонијата Вардариште, која официјално е во употреба. На чадот од запалени гуми и пластика, покрај граѓаните реагираат и од дом. Затоа ние инсистираме да се направи реорганизација, да се воведе втора смена
и кај соодветните институции и да има празнични дежурства, особено за државните празници, кога добар дел од фирмите ги злоупотребуваат. Дом побараа да се стави крај на индустриското загадување во главниот град. Македонија има на располагање средства од европските фондови, кои се наменети за јакнење на институционалните капацитети во животната средина. Од партијата инсистираат да се спроведе законот со кој до април следната година сите фирми треба да се прилагодат кон европските еколошки стандарди. Се противиме на барањата на металуршките комбинати за одложување на роковите за уште 5 години. Затоа што загадувачките материи, кои неконтролирано се испуштаат во околината, ја уништуваат и животната средина, и здравјето на луѓето, што е евидентно. Инаку и синоќа по полнок бевме сведоци на чадот кој се шири од Вардариште. Облакот кој се издигна на депонијата со голема брзина ги покри Новолисичи и аеродром. Овие слики се редовна појава особено за време на викендите, но и преку неделата во доцните часови, кога инспекторите завршуваат со работа. Граѓаните постојано реагираат бидејќи чадот и смрдеата најмногу се чувствуваат во парковите покрај кејот на реката Вардар, каде децата и возрастните се разладуваат од летните гориштини. Од градот Скопје соопштија дека се уште не е познато кој е ноќниот загадувач, но ветија дека во најскоро време службите ќе го пронајдат изворот на чадот и смрдеата кој ги труе скопјани. А градоначалниците од југоисточниот плански регион ја прифатија последната понуда околу цената за собирање и депонирање на отпадот, што треба да ја плаќаат граѓаните, со што се затвори и последното прашање околу отварањето на првата регионална депонија во земјава. Според планот, договорот со австриската фирма треба да се потпише најдоцна до крајот на годинава. Австриската АС Интернационал се поблиску до потпишување на договорот за иден концесионер на првата регионална депонија во државата. Градоначалниците од југоисточниот плански регион ја прифатија последната понуда околу цената за собирање и депонирање на отпадот, која треба да ја плаќаат граѓаните откако ќе започне со работа депонијата. Со ова е затворено и едно од последните и најбитните прашања пред официјалното потпишување на договорот, кој треба да се случи најдоцна до крајот на годината. Руралните општини ќе плаќаат во висина од околу 300 денари, за разлика од урбаните кои ќе плаќаат околу 520 денари и правните лица кои ќе имаат малку повисока сума бидејќи тие се и стварачи на поголема количина на отпад. Депонијата треба да отпочне со градба 9 месеци по потпишувањето на договор. Во периодот од 9 месеци колку што ќе трае времето на мобилизација пред официјалниот старт на депонијата, ќе продолжат и преговорите за додефинирање на сите детали кои дополнително ќе бидат вклучени во договорот. Во тој период треба да бидат направени предвидените вработувања. Во првите 5 години тие треба да вработат околу 83 лица, од кои 72 ќе бидат физички работници и 11 лица ќе имаме вработени како менаџери во самата регионална депонија. Првата регионална депонија во државата ќе биде изградена во близина на селото Добрашинци во општина Василево на површина од околу 12 хектари и ќе чини над 20 милиони евра. Во периодот на експлоатација кој ќе трае 25 години, на истата треба да се депонираат околу 1 милион и 200 илјади метри кубни цврст отпад од вкупно 10 општини од југоисточниот плански регион. Бидејќи Сител известува во времето на случувањето на настаните, еве го и конечниот резултат од надпреварот помеѓу кошаркарите на Македонија и соодветната селекција на Германија на турнирот Беко во Улм. Нашите кошаркари ги совладаа германците 81 спрема 64. Значи за стрелците за тоа како одиграа нашите кошаркари во спортските вести во дневникот во 19 часот. Населението од Тетовски Лешок сака да биде дел од друга општина. Голем број инфраструктурни проблеми не се решаваат со години за разлика од останатите места во општина Теарце, велат од местната заедница. Жителите на Тетовското село Лешок сметаат дека се маргинализирани од страна на општината Теарце, каде припаѓаат за разлика од другите населени места. Неисполнетите ветувања за подобрување на инфраструктурата се причина за радикален став. Би ја смениле општината. Не доведува да побараме да се приклучиме кон некоја друга општина. Затоа што за овие изминати години за Лешок не е направено ама ништо, за разлика од другите села. Појдите од другите села се е бекатони, се отстрането асфалт и отстранете бекатони. Еден од најголемите проблеми е оштетениот главен пат, кој од регионалната делница Тетово-Јажинце води до познатиот Лешочки манастир и болницата за белодробни заболувања во должина од 1500 метри. Патот е во катастрофална состојба. Не може две коли практично да се разминат. Градоначалникот оваа година вети, цврсто вети, дека пред празников, сега е Богородица, пред празников ќе се направи затоа што има голема фреквенција на возила, луѓе, ете отишол на одмор,
значи пак нема да биде ништо. Пак се оди на ветување и на неисполнување ништо. И минатата година во овој период ТВ Сител информираше за најавите на општина Теарце дека патот ќе се реконструира по една година, ситуацијата е иста. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов и денеска ја посети општина Карбинци, при што се сретна со градоначалникот Зоран Минов. Во рамките на посетата беше отворена народната кујна наменета за лица од социјален ризик. Со народната кујна и услугите кои што ги дава истата ќе бидат офатени лицата што се во најранливата група на граѓани во социјален ризик, односно приматели на постојана парична помош, лица кои што се во тешка здравствена состојба, неподвижни, стари и изнемоштени лица. Народната кујна ќе функционира 7 дена во текот на неделата, со тоа што од понеделник до петок им се обезбедува топол оброк, додека пак за време на викендите ќе им се обезбедува ладен оброк, односно ланч пакет. Локалната самоуправа во Велес доби нов имот од владата. Општината стана собственик на просториите што ги користеа резервните воени старешини, во кои ќе се сместат сега општинските служби и архивата. Претходно владата на трајно користење на Велес му ги отстапи стадионот, офицерскиот дом и дел од јавното претпријатие за стамбени деловен простор. Нов имот доби локалната самоуправа на Велес. Стана собственик на просториите кои ги користеа резервните воени офицери. Владата и ги додели овие канцеларии на општината. Одлуката да ги даде на трајно користење ја донела на крајот од минатиот месец. Општината веќе има план за што ќе го користи просторот. Дел од службите ќе биде пренасочен овде, што може граѓаните поефективно да имаат контакти. Тоа веќе го подготвуваат заедничките служби. Истовремено имаме голема потреба сместување на архивата, што е значаен сегмент, и тоа токму овде овој простор одговара за тоа. Новиот општински имот е со површина од 170 метри квадратни. Неговата пазарна вредност изнесува 60.000 евра. Локалните власти најавуваат дека за кратко време ќе ги оспособат канцелариите и во нив ќе ги сместат службите кои во моментов кубурат со простор во општинската зграда. Инаку претходно владата на трајно користење на општина Велес си ги даде стадионот, офицерскиот дом и дел од јавното претпријатие за стамбени деловен простор. Во теке постапката за добивање на синдикалната зграда. Градоначалникот на Кисела вода Билјана Беличанец Алексич денеска им додели ваучери на 35 семејства од општината кои имаат принова и кои доставија комплетна документација за еднократна парична помош од 6.000 денари. Од воведувањето на оваа мерка досега се доделени вкупно 54 ваучери за еднократна парична помош на семејствата со новороденчиња. Општина Кисела вода се грижи и понатаму ќе се грижи за своите најмали жители. Имено овој проект во програмата од социјалната сфера на општина Кисела вода ќе се запази се до крајот на истекот на мојот мандат. Да ви се живи и здрави, големи да ви раснат. Ви посакувам да се гордеете со нив, а заедно со вас и ние како општина. Да, ова ви е трето? Маша, видите на четврто мајки. Ке го дадеш на баба? Ке го чуваш? Ке го помогаш? Да? Не беше принцеза, да биде така. Пентагон е подготвен, се чека на одлука на председателот Обама, кој што денеска и утре се советува со својата администрација за војна интервенција во Сирија по информациите за употреба на хемиско оружје во граѓанската војна. Следуваат вестите од светот. Американскиот председател Барак Обама побара од Пентагон да ги разгледа сите опции во врска со Сирија. Во текот на викендот ќе се состанат советниците на Обама за национална безбедност и ќе разговараат за сите можни акции против режимот на Асад, вклучувајќи и воена. Нью Йорк Таймс пишува дека американската администрација го проучува НАТО бомбардирањето на СФРЈ во 1999 година како еден од моделите да се действува без овластување од Обединетите нации. Русија ги повика властите во Дамаск да соработуваат во меѓународната истрага по обвинувањето од бунтовниците дека користеле отровен газ. Во Дамаск веќе пристигна високиот представник на Обединетите нации за разоружување Анджела Кейн, која ќе се обиде да издействува од председателот Асад да дозволи инспекција на местото каде наводно е извршен хемиски напад. Во меѓувреме сириската државна телевизија објави дека владините сили навлегле во бунтовнички тунел во предградието на Дамаск, Џобар, при што пронашле сомнителни хемиски материи.
Здравствената состојба на вдовицата на поранишниот југословенски председател Јосип Броз Тито е подобрена по интензивната терапија и нега што ја примила синоќ. 89-годишната Јованка Броз вчера на клиничкиот центар во Белград била донесена во полусвесна состојба со голема рана на градниот кош и почетна фаза на сепса. Швајцарец освои вистинско богатство на лото. Доби 93,6 милиони евра од последната добивка на лотаријата Евромилиони, која што се организира во 11 европски држави. Ова е досега најголемата премија на игри на среќа, која некогаш ја освоил играч во Швајцарија. Ни помалку ни повеќе, туку повторно во Швајцарија. Тоа е се во овие вести, се гледаме во дневникот во 19 часот. Пријатно.